Дали е точно дека проверките покажале дека во дел од видеомониторингот во теретаната недостигаат одредени делови од снимките кои што дури временски може да се совпаѓаат со времето кое што го гледаме на таа снимка, кое што се појави во јавноста, во смисла на тоа дека се, ајде да не речем бришани или недостасуваат делови од снимките кои што може да дадат одговор на дел од овие прашања што ја интересираат јавноста. Бидејќи јас бев повикана дека лажам, поприлично се заинтересирав за текот до каде е истрагата. Сум известена дека основното јавно обвинителство во Скопје е информирано за тоа што е пронајдено или недостасува при прегледот на снимките. Дали тоа што е напишано во тоа известување се совпаѓа со ова што вие го кажавте, јас ова што вие го прашавте сега не можам да го демантирам во интерес на вистината, но со оглед на тоа дека истрагата се уште е класифицирана, не би можела ни да го потврдам. Ниту демантирате, ниту потврдувате дека недостигаат снимки од видеомониторингот. Не би сакала да речам не, затоа што така може да излезе дека лажам. А не би сакала да лажам, апсолутно. Добро, интересно. Ќе следат веројатно нови и јавни епизоди, а веројатно и правни, институционални од овој случај, па ќе видиме. Јас вчера кажав, само извинете да дополнам, јас вчера се по повикувањето на ВМРО ДПМН имав своја реакција на Фејсбук и кажав дека ако господинот Мицковски е уверен во своите искази, тогаш ќе ми биде благодарен на мене што волку се залагам за оваа истрага да биде завршена по сите закони. Значи, исклучиво по закони, исклучиво по прописи. Значи, кај вас да заклучам на крај за јавноста која што можеби во детали не го следи овој случај, дека снимката можеби потекнува од период кога во Македонија е на сила забрана за работа на теретаните. И забраната за полициски час. Тоа треба да се утврди. Затоа снимките се одземени, односно и хард дисковите се одземени и се предадени на вештачење.